Мојот син го утепа и тој на суд бара милостиње. Што да суд? Што треба да се суди тој човек? Тој треба да одговара, државата треба да го казни таму. Тој едно саучество не дојде да изрази, да каже: господине, јас ви го утепав синот, вака беше, а он никому ништо од тоа. И мене ми се упропасти, да речеме сега, ако да не ја шириме толку голема, ми се упропасти фамилијата, ми се упропасти од тој ден. Јас од тој ден сум во пекол више. Не сум во меѓу сега, ако ме гледате дека сум вака, ама јас знам како сум и што сум. Мојот син беше со велосипед. Он си имаше пред нас, од позади овој ни да застане ни ништо, гудира под камиони, толку. Додека да го носа до болница, син ми почина. Сообраќајкава што се случила ноќеска, што мислите? А што мислим, ме види сега, јас како што слуснав са бајле на вести, дека кажаа дека пребрзо човекот возил. Не сум видел, да речеме, душа ми треба и тие се луѓе кој сака да биде, али да се вози помирно да се вози, полека да се вози, да и возачите да имат безбедност, да и тие што се околу, што возат вака како мене со велосипед, и ние да имаме безбедност, и така малку ќе се, а не само они што научиле, дај ќе го казниме толку. Свест треба да имаме ние луѓето, ако сме со кола, да речеме, така. Треба колата, ако е ова графирана таму 200 да вози, не значи дека ти треба да ја возиш 200. Треба да пратиш знаци, така.